После една деценија конечно ќе биде пуштен во употреба новиот болнички блок во Свети Размо, проект чија реализација запре во 2017-та. Министрите за здравство и директорите сите редум, кој како доаѓаше 8 години ветуваа дека објектот наскоро ќе биде пуштен во употреба, но тоа не се случи. Сега актуелниот директор на една од најстарите болници во државава вели дека до завршувањето на градежните работи во објектот е врвен приоритет и оти за 2 до 3 месеци е планирано отпочнување постапка за избор на нов изведувач. Во моментов се врши ревизија за да се утврди во каква состојба е набавената опрема, која никогаш не била пуштена во употреба. За таа цел владата и Министерството за здравство издвоиле 2 милиони евра буџетски пари. Опремата која што е ставана и беше запоставена и не е воопшто ставена во употреба. Дел од тоа се технички, мислам сега да не навлегува можда во детали, меѓутоа се технички како УПС уреди кои што се со време на истекување на нивната трајност. Ако не го употребуваш, се треба да го замениш со нов. Така да мора оваа ревизија да утврди што е употребливо во моментов, што треба да се замени. 10 години се работи во субстандардни услови. Дневно низ 4 амбуланти поминувале околу 400 пациенти. Се работело во само 2 операциони сали кои не ги задоволувале условите, а поради недостаток на просторни услови, буквално немало каде да ги сместуваат нити оперираните пациенти, а камоли да им овозможат нивна рехабилитација. Операционите сали се импровизирани. Тоа беа едната сала беше претходно што ни беше што ја користевме како помошна сала, сега таа ни е главна операциона сала, бидејќи другите операционите сали што ги користевме до пред 10 години беа комплетно рушени и требаше објектот да се гради, тоа беше временно решение, требаше да се заврши за 3 години целата работа, меѓутоа еве веќе би се чини дека 11-та година сме во реконструкција. Сега со пуштањето на новиот болнички блок ќе се стават во функција 5 операциони сали, ќе се зголеми бројот на амбуланти и ќе се создадат достоинствени услови за лекување и рехабилитација на пациентите. Паралелно се работи на доекипирање на болницата, после долг низ години одобрени се 15 вработувања. Сето ова ќе го подобри функционирањето на Свети Размо, каде се лекуваат и странски пациенти. Установата која годинава ќе одбележи 75 години постоење, предничи бидејќи се применуваат методи на лекување кои се изведуваат само таму.